овозможено од Меркур Македонија. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добре ми дојдовте, добри луѓе. Ве поздравувам од хотел Лимак, вие сте на Телма, а денешната тема е токму за вас. Ке го поставам прашањето. Дали денеска, ако си добар, автоматски излегува и дека си глуп? Дали важи и правилото дека добрите луѓе денеска добиваат тапшање по рамо и браво, а лошите луѓе добиваат и привилегии, и позиции, и моќ? Во мода ли е денес да бидеш дрзок, безобразен и лош, за да ја добиеш позицијата и угледот кој ги заслужуваш? Тоа денес ќе го разговараме со моите гости. А тоа се една од најпознатите млади актерки кај нас. Заштитно лице е на филмовите на Милчо Манчевски. А во последниот филм е продавачката на кајмак Виолетка. Јас ке прашам, дали во актерскиот свет добрите по душа актери автоматски добиваат и добри улоги? Ана Стојановска. Има мустаки како Гоце Делчев. По професија е одбојкар, работи како пожарникар, а во слободно време работи водоводни инсталации со татко му. На прв поглед е добар човек, а на втор ке видиме. Дарко Ангеловски Шаби. Тој е поранешен градоначалник на општина Центар и поранешен заменик министер за надворешни работи, а е сегашен гостин во нешто конкретно. Андреј Жерновски. Таа е мотиватор и коуч, а денес е со нас за да утврдиме дали добрите луѓе може да се превоспитаат за да не бидат толку наивни и дали лошиот човек може да се трансформира во добар. Елена Антоновска. Епа, добре ми дошле! Браво, колку добри гости сме! Нели? Фантастични гости! Сега, ајде веднаш да проверам. Да биравме не можеше. Си се испофаливте, добро. Ајде јас да прашам веднаш. Со кревање на рак, добро? Може? Прво прашувам. Значи, како обично се чувствувате вие во животов? Како добри или како лоши луѓе? Кој се чувствува како добар човек? Може последен. Ајде, дикајте раце! Кој се чувствува? Имам време да кажам. Значи, 3, 4, кој се чувствува како добар човек? Сите ги дигнеме. Добро. Како да не креме? Добро. Второто прашање. Кој, заради тоа што е добар, се чувствува како глуп? Да крене рака. Само ти? Да. Добре. Тогаш утврдувам, имам работа со тројца добри и со еден кој што и добар и глуп. Добро? Точно. Значи можеме да започнеме. Добро. Значи утврдивме фактичка ситуација да не имате промена на мислењето или остануваме на изброените. Ке ги убедам гостите да после. Ние ќе Што олчи? Видиме. да, ќе се почути време. Добро. Ајде вака, пошто таму ги имам мустаките на Гоце Делчев. Значи, Гоце Делчев го подразбираше светот како поле за културен надпревар меѓу народите. Како вие го подразбирате денешниот свет? Како добар, како лош или ништо не ви е јасно? Гоце, ти имаш сега збор. Ја како прв дотерам. Да. Со мустакот. Валјда Гоце бил паметен што го кажал тоа, ама дали бил добар или лош, кој знае. А иначе убаво кажа, ама никој не го сватил што се вика до сега. Според мене. А иначе тие не го кажал за џабе, бил таму и нешто му стекнало да го каже. А ти како го разбираш светот денешен? Јас како спортски надпревар, не како културен, затоа што да ми политички не можам да зборам, има туку у тај контекст некој да каже друго, а јас слободно. како Така. надпревар, затоа што до негде секој свет е надпревар во животот. Дали е, па и мислам и на политиката е така, и у глумата, и у спортот. Затоа што има правила и се почитуваат во спортот, Па тоа? да, баш ради тоа. И за мене ќе биде еден убав животен меч, тоа културен народ, како кажал Гоце. Добро, ајде да видиме во политиката како е. Дали се почувствува прозван? Па Гоце е во право. Секој ден, секоја професија се е надпревар. Не во негативен смисол, туку надпревар, но ако бараме сличности во политиката има победници и поразени, но тоа што е надпревар, па тоа не го дава нели мотивот, стимулот да се бориме, да направиме стратегија, коалиции, не во политички смисол, туку со кого, како настапуваме и така натаму, така што
Мислам дека тоа што животот е надпревар ги ја носи она убавина во животот да се надпреваруваме, да бидеме подобри или да се трудиме да бидеме подобри колку што можеме. Добро. До сега 1-0 за Гоце, 2-0 за Гоце, повели Ана. Ти како, или актерите како го разбираат светот, овој свет кој што вика дека иде на кај лошо, а не на кај добро? Да би било точно кажано, како Гоце што го рекол, како културен надпревар меѓу народите. Добро. Меѓутоа, светот дали оди кон добро или кон лошо, не би знаела точно да кажам. Можам само да кажам дека фино би било кога луѓето би се труделе да бидат подобри почесто. Добро, нека остане на тоа. Ајде, Елена, да заклучиме. Некако. Да заклучиме. Каков ни е светов? Јас сепак го гледам као повеќе сакам да го гледам како место за соработка отколку како надпревар. Така. Пошто ако се надпреваруваме, стално ќе има некој што победил, некој што изгубил, а вака кога соработуваме, можеби сите ќе имаме кар од тоа. Така, дечки да соработуваме во емисијата, ве молам. Да не... Повторно гласот на разумот, не? Ете, така е таа си. Значи, светов ни е соработка. А каде иде, веројатно иде у правец за кој сите сме допринеле да иде. И се... Ко преживи причаче. Добро, ај сега да видам каков тип на луѓе сте вие. Јас ќе ви дадам 3 опции да одберете. Значи вака. Што на ум тоа на друм е првата опција. Ако нема што добро да кажеш, подобро ќути си, или не прозборувам се додека не ме прашаат, ама ме прашаат ли, се ќе си изнакаш. Кој тип на луѓе сте? Ајде... Ја? Да. Првиот тип. Што на ум, то на друм. Стварно? Да, затоа што не знам, таков сум хиперактивен и ми текне нешто, мора да го направам, а после да... Дури да повредиш некој? Не, до толку не сега да повредам, нема повреда, него е само, мислам, кога ќе дојде дека треба нешто да, кога ќе ми чукне на кец, кога ќе се уклучи вика главата. И морам да го направам, ќе се каваме, некоја банална работа, не знам, вечер мора да идам таму, значи мора да се иде, не може да не се иде денес, нека најбанално. Добро. Спортист си, затоа си упоредана, ти од кој си? Јас исто сум што на ум, тоа на друм. Така? Не се поддржувате. Да, и по дома така? Секаде, И сестра како ти? човек си таков си дома и на улица. Со тоа што понекогаш се трудам, ама смислено се трудам и се притискам себе си, например, да не одговарам ако не ме прашаат. Е, така. Така да... Ама добро. Ама ако ме прашаат, се има да кажам. Ама тешко, Ајде. тешко. Андре? Ниф ако решам да... Како е кај тебе? Ако мора се бира, веројатно во вториот дел. Сега Аха, ако може би- немаш ништо добро да кажеш, тогаш што па кажеш? може би се и тоа што сум во политиката, може веројатно тоа дел, а сега не можам да го Ама исклучам. тоа важи баш и кога се избори онака или не? Тоа Тогаш важи не. да се размисли што да се каже и ако немаш што да кажеш, подобро да премолчиш, затоа што нели велата кој ќе отвориш устата станува јасно колку е сад. Така што подобро да слушнеш, да анализираш состојба, да видиш што треба да се каже, па потоа да се сослушат другите. Мислам дека ако кога веќе би морало да се бира тоа, видите, тука некаде би се сместил себе си. Не дека секојаш го почитувам тоа, не мислам дека било кој од нас секојаш е еден во своето мото и така натаму, но најголем дел на времето се обидувам пак велам да бидам во втората група. Добро. Кој е најдобро да се одбере од овие трите или да се направи комбинација? Па ја мислам дека е најболја комбинација да се направи. Тоа сега си вртам филмови, нели, ако се пратам у развојот. Добро. Многу работи се смениле процентуално од сите три категории. Дефинитивно оваа сега првава опција ја нема баш толку. Што на ум, тоа на друм, значи размислуваш. на ум, тоа на Тоа доаѓа со годините, сакаш да кажеш, пошто овие двајцава се помлади. Да. Така? А и третата опција доаѓа со годините. Значи, ако не те прашаат кјути си, као мајмунчено. Не знам, не слушам, не гледам, појма немам. После колку години доаѓа тоа? На која Не знам да ти возраст? кажам, ја пеевче ќе правам, така што појма немам. Добро. Имате вие уште. И да кјутиме имам све. Да, имате време. Добро, ете, одлично. Задоволна сум од овие одговори. Сега имам предизвик. Вие ме прашавте дали ќе имаме игрица, немаме игрица, ама затоа имам еден предизвик за вас. Викаат дека во денешно време многу е тешко да си најдеш човек во кој што ќе имаш 100% доверба. Дали е така или не е така?
Па мислам дека не постои човек во кој што можеш да имаш 100% Дали уопште има таков Така. генерално? Така, добро. Сега. Дали ви имате човек во кој што 100% верувате или човек на кој можете да се ослоните 100%, да ве замолам сега да земете телефон и, например, кој е човекот на кој што ќе му речете сега веднаш дојди во хотел Лимак и веднаш би дошол? Можете ли да задзвоните? Не ми кажувајте на кого. Ја можем од... Можеш, ајде, задзвони да слушнам. Значи, стави си Да не бубицата кажем нешто тука, друго, ој. да звони и кажи, те молам, значи, таа е реченицата, те молам дојди во хотел Лимак, итно ми требаш. Дали имаш таков човек кој без прашања ќе дојде? Размислувајте и вие. Да, На стави го спикер на треба ли? спикер, да, стави го на спикер. Овако е нешто лошо, тат. Ајде. Нема да му се јави. Сега нема да се јави. Слушај, брат, имам проблем, можеш да дојдеш до Лимак? До ваму, до Карши станица, до Лимак у хотелот на 6 испрацум нешто имам, треба да дојдеш. Светни тројци интелигентни. За колку време би можел? Па брат, сад време. За сега ништо не ми одговарај. Ајде, чао. Добро? Ме кажа. Океј, Ана, ти на кого би се јавила? О, чека да видам. Ама са, значи, таа е реченицата. Мене, Да брате, дојдеш да ми се веднаш во издржи. хотел Лимак. Ајде, да видам дали имате таков човек. И мисли Ама ли? битно ќе дојде се. Добро. Сад, не, така да може човекот да зафате на псиди далеко живее. Пробаме Sad може да му се... Добро, Може да добро. пишам Чекай, порака. чекай да ми секунда да размислам. Да му даде. Еве го, звони па. Ајде, звони. Чекай да видиме што ќе каже. Ако брат доле се. Ајде, стај го на Ало. спикерфон. А стварно имаш се чуди се. Биди сериозен. Никош нема те разбирам сериозен. брат. Сериозен сум, брат, дека тука сум на... Што имаш проблем? Што е работа? Па има луѓе, тука не може Подлабок е проблемот. Подлабок е проблемот. Подлабок е проблемот. Абе, сега нема да ме стану. А се Ана Ручек си, добро, извини. Запалам Добро. Извини, добро, ајде, чим си на Ручек, ајде. Ајде, чао. Ќе каже после дека е шала, стој. Имам проблем, Ајде. така? Да, имам проблем, дојди во хотел Лимак да видиме за колку време ќе дојде и кој. Кај му се јави па Јана овде? Ама да пише упорека сега. Кузде, кај фатиш ти си? Не, ти си. Дай да видам. Бред Пит. Не се јавила, добро. Андреј, Ој, не доаѓа, дете. леле. Човеко сад време, ти Андреј. Ајде, Андреј, ајде. Моја джокер. Ајде да видиме. Ја на сопругата ти се. Не знам на кого ќе се јави сега. Да, Ќе да, видиме. не лажем, не. Што да кажем, да дојде одма? Не го Да, дојди слушам. веднаш. Добре, хеј, уште звониш. Чекај, и ќе имаш втора А шанса. морам да Ајде. на спикерфон. Да, Морам кажам, спикерфон, да кажам, ама ќе дој- кажам нема врска со деца, одма ќе помисли нешто. Добро, кажи, нема врска со деца. А, ти добро, ти на сопругата ќе се. Ајде, добро. Ако на кого сакаш? Добро, Ана. Еве, Оле, а може да доеш идно нешто во хотел Лимак, значи нема врска се, окей, не децата, не ни Дарко, ни Никола, туку може да дојдеш одма. Не може. Леле, добро. Ни за сад време не може. Не можам да не, зашто? Ајде, окей, добро. Абе, зашто? Ништо, ќе ти одговорам после. Ајде, чао, чао. Добро, бе, искрено. се ме Ето, тоа е. Животот е така. Питер. Ајде, Елена, ти. Ајде. Сега ние Само не се договориме, војте она ке јави се. сопругата, Сега јави се, хитно е. Јави се Да хитно видиме е. порака, да. Ајде. Чек. Еј, добро па, само ти Ана. Значи, твојот пријател, брат, најдобар од сите. Може му се Не случило може ли нешто? веќе трнат навак? Може 100% еве чекам, да не. Ајде, Елена. Ево. Звониш? Добро, ајде. Елена прати порака, па ова јави се. Да, имаше време да изигра да направи. Таку бојата. Елена сериозна кој беше. Павел, Е, можеш ли да дојдеш у Лимак хотелот хитно е? Лимак со кола? Да, одма. Ајде, само. Ајде. Чао. Браво! Имаме победника!
Убаво трга. кажам да честитам. Тоа е тоа, честитки. Пиши порака да него мазно третира добре. Слободно можете да им пишете порака дека План, план. добро го имаме победникот Елена. Но она што е битно дека сопругата го пуштила Андрој да дојде во емисија, тоа е најбитното, Значи, нели? не контролираче да извадиме добро нешто. Значи, не ме контролира кај сум. Лимак може да и хотел е Лимак, значи има соби, така, апартмани, значи има доверба во мене. Си извади Фили? Не знам, вадите. Ама мене бар ми се јави, на некој не се не увуди. Добро. Сигурно нешто на телефонот го има заборавено дома, 100% нешто. Игра тенис. Слободни сигурно. сте дадете вие пораки. Ајде, јас ја читам првата констатација за која што ќе разговараме, а вие холабавете малце. Ајде вака. Викаа дека порано или углед се стекнувало со остварени успеси, со почитување, со дела, денес углед се остварува. Оној кој што повеќе ќе се покаже, оној кој што ќе биде погласен, Да, оној кој што ќе значи, има. ако е, еве порак, ако е итно ќе дојдам. Гледаш ли? Да бе се. Добро, се вази и Значи, твоето. ме збуни, битно ли ти е, не можам одма, ако ти е битно, ќе дојдам. Добро, се преслушала. Добро, такви сме ние жените, нели? Малце ни треба време. Да, Ама се грапшам, добро. значи ќе напишам дека беше добро. Добро, дека беше игра, варете. Добро. Беше игра и изгубив. Фала многу. Се гледаме вече. Не ќе да Извини. кажам дека на мајка ми ги извурам, глупо ќе беше. Добро. Брат, и кажи брат. На мајка ми и брат. И брат дојде. Ајде да ја напише пораката, ќе продолжим. Не, слободно, готово. Еј, напишав, беше игра студио. Ова е полошо, сега ќе биде. Да, ќе имаме проблем, ако треба ја ќе се јавам, да кажам да се извинам. Не, готово, што документите се спремат, викаш, не, готово. Добре, се ќе подпишам. Да. Треба не. Сведоци сме ние, не беше ништо лошо. Емисијата ми е доказ, да. Ајде сега да си продолжиме значи со темата и да го разрешиме моментот. Зошто се става еднаквост помеѓу добар човек и глуп човек? Ајде, Ана. Зошто се става еднаквост помеѓу Да. добар и глуп човек? Тебе ти избра, гледай. Постои. У литературата постои едно многу убаво дело се вика идиот. И целата фора со типот е што е толку добар. Едно аристократско друштво у 19 век почињаат сите да го викаат што е добар, почињаат идиот да го викаат. И делото завршува трагично со тоа што идиотот повторно полудува, односно не повторно, полудува и завршува у болница. Така да, прашањето дали е исто глуп Да. што и добар Зошто се човек, става? ја не мислам дека е така, воопшто, бидејќи конкретниот флик е олицетворение на Исус. И нашата цела вера се базира на тоа како треба да бидеме подобри луѓе, нели? Така да бидеш добар како Исус, значи да си глупак. Не би рекла. Така да... Добро, Андреј? Дали ставаме знак еднаквост помеѓу добар и глуп човек или кога, во кој случај? Може би си се почувствувал некогаш така, има ли некаква таква Сум се случај? почувствувал, значи би било неискрено да кажам дека не се секој од нас се почувствувал. На моменти дали испаднав глуп затоа што бев добар. Меѓутоа, тоа е стара дилема оддавна и затоа излегла таа што знам тоа двумење. Меѓутоа мислам дека треба да се прави разлика помеѓу глупав и наивен, така да тука некаде би ја барал јас би го барал одговор затоа што треба да се обидеме, да се обидуваме да не бидеме наивни во ситуациите и така натаму. Тоа е она што е битно затоа што ако си наивен во нешто и на крај сваќаш дека така и завршила приказката, тогаш грешката е веќе кај тебе и се обидуваш нели да научиш од тоа за следниот пат да не бидеш ти тој наивниот. Така да тука треба да е таа разлика. Сега има голема разлика и во генерациите веќе. Предходно имаше зборот значеше и така натаму. Кога се даде збор, Така, да. имаше тежина, сето тоа на многу луѓе што јас ги познавам кога бев помлад, зборот им беше побитен дури од потпиставање и така натаму. На документи и така. Денеска тоа веќе се губи, младите генерации имат, помладите генерации имат веќе поинакви сваќања, но многу е тешко да се каже дали сме ние во право или они се во право.
Секоја генерација си носи своји размислување, по свој патот и така натаму, но да се вратам на првичното, пак, значи, поентата е да не се биде наивен во живот. Добро, младите генерации што викаат? Пошто се прогласи сам себе крена рака дека испаѓаш најчесто глуп. Докажи, извините, прекинав. Не, тоа беше ја крена раката кога. По повеќето ситуации, мислам лично добар, како што каже господинот, поише си наивен него глуп, а мај дигнав рака, ке сум се осетил да као глуп пердав неколку пати, дали било за некоја банална работа, за во спортот особено колку си бил добар, толку си бил наивен, уште поглуп. Што е полошо? Сам себе да испаднеш глупав или некој друг да те направи глуп? Па, уствари тука ти е вербата у тимот, у луѓето, колегите што ги имаш и мислиш дека стварно и они имаш фидбек од нив таков, дека све си се заложил, си направил све другарство, тим, фамилија, све, ама на крај они не нож тие те распарчуваат од позади до негде. И се прават наивни, извини ме, не сум ја друг некој, имам таа, ми се случувало и тоа и блиска, па што знам, може има 2-3 години, што сум осетил баш на моја кожа и денес мислат луѓето дека сега наивен сум, добар сум, може глуп дека уште ништо не кажувам, не превземам, ама мислам дека они си знаат и ќе си продолжам така и ќе си терам на таа. А со новата професија не можеш ни да бидеш ни добар ни глуп, само треба да бидеш агилен и да завршиш работа, затоа што некој позади тебе плаче, да знаете. Добро. И што го кажав ова? Како го кажав? Ајде, една професија, поетца. Да. Ајде, зошто се става знак еднаквост помеѓу глупав и добар, односно обратно? Па веројатно заради тоа што добрите луѓе често за тоа што немаат граници се искористени или злоупотребени. Тоа е она старинска на ако му даеш прст ќе ти зема целата рака, нели? Што значи да, можеби човек треба да биде добар, но не и наивен и да си ги знае границите, значи до каде му се. И да има некое здраво расудување, значи да види ситуацијата објективно. Тоа се научува со тек на времето или некој така си е роден и може да си биде и добар, ама да не е наивен? Значи има секакви луѓе. Значи некој научува, некој не научува, некој е роден, некој не баш. Знаеш, личниот пат е веројатно тоа што одредува дали човек ќе остане таков каков што е роден или не. Добро. Сега вака, обично кога со некого не треба да се закачаме, викаме дека е пушти го будала и не се закачај со него, меѓутоа најчесто таквите луѓе успеваат као немој не се закачај со него, по страна го оставаме или не знаеш на што се е спремен и така натаму, а најчесто се случува баш тие луѓе да заземат и високи позиции, да заземат и функции и така натаму. Го имате ли вие тоа чувство дека баш е така, од типот ние сме попаметни или подобри сме попуштаме? Па заради тоа, оние кои што се полоши или кои што се, да речеме, подрски и безобразни доаѓаат на функции. Andrej? Ајде. Што рече дека си добар човек, сега правам паралела. Требаше овде да седнеш. Очигледно. А каму е паметните ли? Не, одлични се прашањата и баш треба креативност. Ајде. Мислам дека сепак изборот е личен и така натаму. Човек како ќе се постави, иако сите сме били во една и во друга ситуација, не е фера да кажеме дека ние секогаш излегуваме како победници и дека сме многу интелигентни и така натаму. Напротив, веројатно пак се учиме од грешките за да бидеме подобри. Тука некаде е тој баланс кој што треба да се направи, затоа што мотивот е битен, дали сакаме да успееме, како сакаме да се прикажеме и така натаму. Но не мислам дека мора се биде расипан за да се успее. Баш читав една анализа во америчките бизнис компании. И си имаме представи дека во тој бизнис, Wall Street и така натаму, дека успева тој некој што се ајкул и така натаму. И сите ги праша која е таа особина која што они би издвоиле, која што им успела да победат, да се изборат, да излезат над ајде да кажам просекот и така натаму. И сите ја кажа многу интересно, една особина победи убедливо, а тоа е честност. Сега во тој свет
Ако честноста ги довела до тоа да има добри сделки, добри одлуки, добри бизнис одлуки, веќе зборуваме за бизнис светот, тогаш треба да размислиме дали е точно дека ако сме нечестни би успеале. Но сум се изнагледал за луѓе кои што се дрски, безобразни и кои што поради тоа успеале. Зошто? Затоа што другите се повлекли и рекле не, јас не можам да се спуштам на тоа ниво или не сакам да бидам учесник во таква и таква игра и така натаму. Факт е дека тука се раѓаат тие дилеми. Дали со тоа што јас сум се повлекол, ние сме се повлекле, успеале другите, бидејќи како велат, за да победат лошите, треба добрите ништо да не прават. Сега си повлечен од функциите или планираш пак да се појавиш на политичка сцена? Видите, кога возиме автомобил, некојаш возиме нема да кажам 200, но 180, 150, некој 80, Немам конкретен така да... одговор. Сега си во лер? Не. Не, сега веќе можам да наблюдам што и како се случува со некои работи. Земаш залет, сакаш да кажеш сега? Па не сум во фаза во која што морам да се докажам. Туку... Еден конкретен одговор. Пак, зашто? За не се конкретно. Јас ништо не се обидам да се окрем. Добро. Дали од најавата сакам да ми го дадеш одговорот? Дали значи дека ако си добар по душа актер ќе ги добиеш и најдобрите улоги? Или треба да се лакташ? Во принцип, тоа лактање никад не го разбрав и си мислам дека сум неамбициозна по тоа прашање. А како ги добиваш најдобрите улоги? Најдобрите улоги. Улогите што ги добивам, вака прво си мислам дека све што е моје ќе си дојде. Никогаш не сум правила игри за да добиам било што. Принцип, верувам дека талентот и индивидуалноста си го наоѓа патот. И кога си дисциплиниран и си бркаш работа, луѓето тоа го гледаат околу тебе, израчиш со одредена енергија која што ги привлекува останатите луѓе. Во принцип, на тој начин можеш да добиеш улога што ја сакаш. Сега, не е дека не сум била, не е дека не знам како функционираат понекогаш луѓето кога ќе се соберат како група и кога ќе почнат да си додаваат меѓу себе топката, само да си играат сами меѓу себе. Сум го гледала и тоа од страна. Па кога ти дојде еднаш, тогаш мораш да направиш све што можеш, па ако утнеш ќе почекаш уште малце на клупа. Ама... Значи ти си од тие што седат, си чекаат од страна и да баш буквално да го удрат пеналот. Пази, ја у принцип имам чувство дека никад не сум имала потреба да се лактам. Тоа е одлично. Добро. Ајде. Дарко, тебе да те прашам, друго прашање имам за тебе сега. Значи, викаат дека во оваа држава добар човек можеш да бидеш прогласен, значи за добар човек, само кога ќе умреш. Оти сите тогаш викаат колку беше добар, па сите почести, па ќе набројат што се... Ја 3 пати умрем, за ти кажем сега. Како ти бев добар? Како беше? 3 пати добар. Еднаш од бојкар ме закопа, па сега ко пожарникар добар сум ко водовоđа кој знае како ќе биде. И Гоце исто така. Ете исто и за Гоце така викаат. Сегде така колку и да бил лош, мислам човекот таму кога ќе дојдеш, тој нит слуша, нит прави 2 метра си е под земја. Ти што сакаш кажувај, дали камен ќе му фрлиш или земја, тој ништо не осеќа. А за добар е. Знаеш како сите доаѓаат, вака моја гледано, сите доаѓаат кога ќе отиде човекот, сите луѓе доаѓаат, а тие што му сгрешиле не доаѓаат да го испратат. Така да на крај добриот си одија, лошите остануваат тука и не го испраќаат добриот. Так. Пак нешто кажа паметно, а? Нели, а си добил пофалба? Викаат дека многу ретко добиваат пофалба, исто, нели? Треба нешто да му се случи на некого, па баш да биде испофален, онака со сите почести како што треба. Знаеш како, Снеже, кога влегуваш во спорт, треба да се докажав и сега многу е тешко душе да го држиш истиот, мислам, не само така, значи сите во репрезентација, така, сите во репрезентација ве сакаат и ви аплаудираат, меѓутоа кога нели ќе дојде поразот, тогаш сте најлоши. Најлоши, па не те бива, па вака, па сега ти ќе чекаш другу такмица да се докажуваш и цело време докажувањето тебе. Ти дали си играл добро или лошо, добар човек си, лош човек си на теренот, си изгубил поразен, си тоа и со дрва по камења по тебе. А кога ќе дојде сега победа, ќе биде малце подругаче и браво и се извадиат вчера, нервозни се овие, знаеш и сега така со нив само македонциве, така само плюкајки ќе бидат подобри, така не само се дешава. Мислиш дека тоа им дава мотив? Плюкањето дава мотив? Па мене лично до негде ми дава за
за да дадеш, секогаш сум дал 100% и кога вика леви или го вчера, Аха, кога вика туа? денеска не прави, уа. Так. Уа му викам сега да видиш. што Да ти се видиш. случува, да. Како е во политиката кога викаат уа на противникот, вие се мотивирате или кога на вас ви викаат уа, па вие викате сега ќе ви покажам дека сум за аплауз? Па, ја мислам дека без разлика за која професија зборуваме, УА мотивира. Аха. Мислам дека мотивира. Па сега доаѓаме и до балканскиот инат. Еве Џоковиќ страшни мотиви вади кога ќе биде публиката, судите или не знам Австралија Опен, па нема да му дозвола да игра. Така да поентата ми е дека и навредите, нападите, критиките, ајде да кажам, и тоа како знаат и треба да мотивират. Мислам дека најпаметно да од тие критики извлечеме максимум со тоа што ќе не мотивира да им докажеме дека не се во право. И многу често тоа ми песувало мотив, морам да бидам искрен. Да. Одлично, добро. Елена, вака да заклучиме од разговоров целосно со добар е кога ќе умре, уа е мотивација и така натаму. Да ти кажам еден збор сега што ми остана и се повтори неколку пати, докажувањето. Така? Значи, прво потребата да се докажуваш некому за нешто, може би е тоа проблемот. Значи, тој човек што е добар секако. Дали некој ќе го потврди тоа или не, небитно апсолутно. Али се сложувам дека треба да се трудиме да бидеме подобри и критиките да ги искористиме секогаш за унапредување. На крајот на криштата сите сме ние луѓе, па прво е мислам важно да бидеш добар човек, што и да значи тоа добар човек, а после да бидеш што и да е друго. Водоинсталатор. За се да бидеш добар. Тоа е најбитното. Сега. Значи вака постојат некакви предрасуди или генерално некакви мислења и кај нас во Македонија и генерално дека некои луѓе се добри заради тоа што прават некакви активности секојдневни и така натаму. Јас сега ќе ви поставам брзи прашања за да вие ми кажете дали е добар или е лош човек. Например, не дава пари на скитници, дали е добар или е лош? Добар. Добар. Нека биде добар више. Не согласам со претходните. Мислам дека треба да се даде кога е можно се. Добро, мислам значи дека за тебе е лош човек. е тој што не дава, да. Сега Добро, не мислам, не може на сите. Но ако може се помогне, да. Добро. Не дава пари на заем, дали е добар или е лош човек? Дали е паметен или е глуп е тука прашање. Добро е. Меѓутоа не, сум се нашол во ситуација, рековме ќе бидеме искрени, сега и треба да завршиме така, значи сум изгубил блиски луѓе затоа што сум им поземил. И тоа е тоа што ме загрижува и што би му пример синови така ме прашат, ќе им кажам пази да не го изгубиш човекот затоа што не може да врати тогаш веќе не само што нема цјави, тука почне да те напаѓа зашто не е во состојба да врати. Така треба да си е паметен, но оние што не се блиски и така ако може да помогнеме во секој случај. Пак со една фуснота, тоа е да внимаваме да не ги изгубиме луѓето што можеби и не сакат да исчезнат од нашите животи, но поради тоа што не може да ги вратат парите, самите ќе бидат приморени на тоа. Добро, за тебе? Јас сум тотално позади ова цел одговор стојан. Добро. Се согласуваме Се со договаравме да ги идеме Согласуваме дефиницијно. Значи во случајот политичките. Значи во случајот имаше политика во овој одговор. Не, ова беше животна лекција. Значи во случајот на давање пари на заем, човекот не треба да биде добар или лош, треба да биде паметен, дали ќе испадне паметен или глуп, така? Се согласивме? Добро е. Не дава од своето знаење на други. Дали тој човек е добар или е лош? Ајде. Лош. Тука јас сум дека е лош и безобразен. Добро, Ана? Лош. Лош човек? Лош себичен затоа Да, што лош. себично Лош. се тоа лош првенство и себично. Не оди во црква, односно џамија, или можеме да кажеме не е верник. Дали е добар или е лош човек? Чекај, дали Значи, не оди прашањава црква сите џамија? се- Дали е верник? Ама затоа што обично така викаат, нели? Кога Да, некого викаат сакаат да го точно. навредат, му викаат ма тој не оди во црква или не знаеме во која црква се крсти за да го навредат дека е лош човек. да. Е сега прашувам, значи дали е добар или е лош човекот кој што не оди во црква и на пример не верува во Бога? Тешко е да си добар човек ако не си верник општо. Добро, тоа е твојот одговор. Ајде. Што? Се крстите ли вие пред надпревар? Идете ли во црква? Знаеш дали ја овако ја знаеш на памет.
Соочен наш со свет се пее, се мора виде? да... Дали носите мајци, односно дресови во црква? Си носиме ете, а мајдички што ги носиме на нас. Имаш против магии, добро. Не се магии, така нешто, од мал верник, али што знам за човек кој не иде. Тоа зари си него може да е најдобар, може да е атеист, може што сака нека е, може да е предобар срце да е човек, да може и да иде, да не кажам на Г тоа што е зборот големо Г да е. Добро. Имаме атеист тука да ни каже дали е добар или лош човек? Немам. Добро. Али јас знам атеисти кои се исклучителни луѓе. Така, значи тоа одењето во црква нема врска дали е добар или лош човек. Сите веруваме во нешто, само дали идеш у црква или не, тоа е твој проблем. Добро, Андреј, добар или лош човек е тој што не оди во црква? Многу сум близко тоа, сум атеист, затоа што не одам во цркви. И сум приврзаник на теоријата дека не значи ако си близко до црквата, дека си близко до Бога. Кај живееш да не живееш до црквата? Па да, во центар живеем. Значи. Така што не мислам дека човек што мора да оди во црква за да искомуницира како и да сака со дали е Господ, дали е некоја друга сила или нешто во себе. Не мислам дека тоа е правило и не ги делам луѓето на верници и неверници. Мојата сопруга која што е побрав е прилично, мислам е порелигиозна, јас не ги знам ниту ниту ни слави и така натаму. И не мислам дека тие што не ги знаат славите или не одат во црква, не мислам дека се лоши луѓе. Знам многу верници кои што се лоши луѓе. Така. Последното од овие брзиве прашања е ако не зборува со родителите или не Ја зборува. контрадикторно одговорим, ја не идам у црква, што тоа лош човек ме прави. Па така исклучително. Добро, така одговори. Значи, ја, Па не е тоа, не мислам така. ја закачи притисна некоја дугме. Што не мислам така. Јас сакам да кажам дека у принцип верник и добар и лош човек тоа нема никаква врска ако идеш ти у црква или ако не идеш. Добро. А овој што не ти се јави, уште нешто не ти се јави. Тој што верник Уште е. не ми се јави. Уште не ми се јави. Изгледа у црква ќе почнем да идем. Ајде, последното е, значи, дали ако не зборува со родителите, односно со брат, со сестра, можеме да го квалификуваме како добар или како лош човек? Ајде. Не зборувањето со брат, сестра или родители го прави добар или лош човек? Ајде, Па ја Шапи. прв Па ќе сигурно не го прави добар. Не го прави добар, го прави лош, чим се караш ти со неблиските за некој 100% е некоја банална работа, не може да е некоја друга. За мене конечен одговор лош човек. Добро, Ана? Се сложувам. Лош човек. Добро? Па Не го прави размислувам, добар, не. стварно. Секако, тоа е нешто што како да речам, ние сите си имаме, нели, секој со своите фетиши, што се вика, секој има нешто во собствената фамилија, но мислам дека родителите какви такви заслужуваат секоја почит, без нив нема да се тука, не? Ако ништо друго. Браќа, сестри, од нив не можеш да побегнеш. И На да крајот не на збориш криштото они срамота. секад ќе ти се најдат, нели? Без разлика. Ти можеш да му се јавиш на другарот и onda дојде се у лимак, ама братот и сестрата ти остануваат брат и сестра, нели? Крвта не е вода. Така, добро. Сега, ајде да видиме што викаат овде поговорки Знаеш, и на мајка ми или цитатите. сам ќе дојдеш и Јас на мајка се јавам и дојдеш. Иако е повозрасна, ќе дојдеш Да. и така да во право сте. Сакаш да пробаме? Мене ми ќе беше дојде страв стоп, дека сигурно ќе си ќе дојде. спаничи човек и заткни. Да, не. Добро, овде овде имам Што има таму се? поговорки и цитати кои што генерално се за темава, така да ајде да се извлечете, слободно подели го садот, извлечи се и ти едно и натаму за да видиме и да ги искоментираме. Ајде. Не, чекай да него... А една, на трето. Едно. Ја гледам мојата, па нема кај Ти видиш. кажав дека ќе чушаме округло. Ја да видам. Ајде. Треба да го вратиме. Треба да коментираме? Не, таму ќе си го оставиш. Слободно. Го третото. Ана, дали може ти прва да почнеш? Прочитај го и искоментирај го што мислиш. Нема подобра одмазда од тоа да ги пуштиш луѓето времето да им објасниш што изгубиле. Јас тотално се сложувам со ова. Нема што да додадеш. Немам што да тоа. Добро, окей. Ајде, Дарко? Јас капата капа не може да сокрие ефтината глава. Добро. Точно исто го скапат облека, што не може да сокрие нешто друго. Така. Ова е скажани се, народни се овие Ова е некој ги народни. кажал, не за џабе прескажано. Значи Иначе ништо. добро, може да иде на уоптек. Добро. Ајде, Елена? Искрените луѓе секогаш ќе кажуваат вистината, а паметните само кога треба.
Тоа е исто многу интересно. Да. Да. Веројатно е така, предпоставам. Значи треба да бидеме паметни, а искреноста да не трчаш кога зборуваш. Така ми Мислам кажа. дека само треба да се најде начин да се каже вистината. Ни време. Да. Да, времето е битно повеќе. Андри? Тешко е се биде човек меѓу нелуѓе, честен меѓу крадци, искрен меѓу лажговци. Многу тешко. Добро. Слоган да направиме Тешко долу. е. Да, ова е. Може од слоган? Може да биде, да. Може да биде слоган. Моето мислам дека е заклучок на сите овие поговорки. Во животот е важно да научиш на кого да му дадеш рака, на кого душата, а на кого нога. Нели? Најбитната работа, ако ја научиш, тогаш све ќе биде окей. Нели? Добро, а јас сега ќе побарам джингл, малку да одмориме и после тоа ќе одиме со заклучоци. Само нека прозвучи нешто конкретно. Добро, ајде веќе сме при крај. За крај последните две многу тешки прашања. Првото е, викаат вака, за да дознаеш каков е човекот, дај му пари, дај му функција или побарај го да ти биде кум. Дали држат вода овие три работи? Ја мислам дека држат вода. Држат вода? Да. Каде може да се познае човекот баш каков е? Со парите, со функцијата или со кумството? Мислам дека со парите, пошто парите, да, им даваат некако преголема моќ и кога човек ќе добие моќ, тогаш ќе видиш стварно како се однесува со другите. Добро. Ајде, Дарко, Ја ти? мислам, дај му власт, ако си на власт, ќе имаш и пари, ќе имаш и кумо, и кум ќе видиш, така да тоа едно со друго иде и се гледа човекот каков е. Се гледа каков е човекот, а? Ти Не директно мора све. власт да е политичка, сега може и дома власт да ми даде. Така да така. Функција и така натаму. Функција и таа, да. Да, добро ти. Ако имаш таа, имаш и ти си влече све според мене, вака кажам, си влече све и само дај му власт и ќе го видиш како. Добро. Не си имал случај со кумство, некое Не сум имал да затоа пазиш што кого ќе чекај, побараш. уште не се имаат земено сите другари и другарки. Кога ќе се зема, тогаш ќе видиме. Добро. На Ана? маса ќе се договара. Да, се сложувам, дај му власт на човек, ќе видиш каков е. Добро. Тоа е тоа. Океј. Ајде сега, Андреј да каже. Власт, пари, позиција, функција е моќ, дефинитивно. Така да моќта е таа што ги именува луѓето. Кој што, кога им се дава моќ, тука излегуваат и фрустрациите на виделини и така натаму, неизживеноста и така натаму, и тоа е добра, да не речам одлична можност да се процени човек каков е на вистина. Сум видел во преку моето искуство луѓе кои што кога добиле моќ помагале и знаеле да останат исти, но најголемиот дел се били изгубени во сето тоа. Покажале друг вид на карактер, што не сум го знаел претходно, не сме го знаеле претходно, што значи дека тоа било во нив, меѓутоа требало да им се даде моќ, позиција за тоа да го демонстрираат, да го покажат и така натаму. Ќе те прашам по твојот личен случај, значи дали луѓето покрај тебе кои што биле ти кажале дека си се променил кога беше на функција? Да бидам искрен, да. На подобро или на полошо? Тоа се да кажам, некој на подобро, некој на полошо, значи сум слушнал браво, драго ми е што и сум се обидел и сум помогнал на многу луѓе, но има луѓе што ми рекле си се променил, не ми помогна, те снема и така натаму и тоа е вистината. Добро, сега. Од кого вие сте добиле подобри лекции? Од добрите или од лошите луѓе? Тоа е заклучокот на емисијава. Да ми кажете. Ајде. Ке размислувате, а ви додека размислувате... Дефинитивно од лошите. Од лошите луѓе се добиваат подобри лекции. Секојаш од предизвиците имаме поише лекции. Добро. Од бунтовниците што те кара, што ме карале увек, Да. од тие, значи, мислам што ти зборат и гласно, колку мои ти викаат, све мислам дека тие ти го мислат најдоброто, за разлика од тие што ти викаат срценце, душичке и да се ми жив и здрав, ајде ќе видам. И тоа е одлично искуство, да кажеш, сите го имаме тоа искуство, ама сите што еве исто и на работа кај што сум сега и од бојката што ми е позади мене, па дури секогаш сум со повозрасните и тој што сака да те научи. И мислам совет да ти даде, нема да ти каже маченце, кукличке, дојди ваму, нема ќе ти каже дојди да не кажувам тука срамотни зборови и ќе те научи, тој мислам ти мисли многу подобро него ли тој што ќе ти го каже да те гали, да те мази. Одлично. Ана, ти од кого си добила подобра лекција?
Па не сум сигурна, да ти кажам право. Од луѓето кои што биле поразлични од мене, сум научила да имам поразлична перспектива на стварите. А и добрите луѓе исто така ме научиле на окей работи, како да си ја градам личноста во подобар правец, не знам. И подеднакво. Како? Подеднакво некако си добивала совети од Да, добрите и од некако, лошите. да. И од доброто и од лошото сум влечала корист. Така. За како да си изградам подобро. Андреј? Да, се согласувам, можам само да продолжам. Некако го сублимира тоа што се обидов да го објаснам претходно, да извлечеме поука од она што го гледаме што се случува пред нас. Значи, мислам дека може да се научи и од добрите и од лошите. Од добрите да се научи како да продолжиме, да го правиме тоа што е добро, и од лошите што да не правиме. Така што пак бим се заблагодарили на едните и на другите што мојот живот ме натерале да се обидам да бидам поефикасен, и подобар, како што зборувавме. Лошите викаат дека го јачаат човекот, а добрите му даваат ветар во грб. Да, ама добрите луѓе, доброто друштво, добрата емисија, добрите водители не прават да уживаме во животот, да сакаме пак да се видиме, да излеземе. Така што Пак ќе ми дојдете. без добри луѓе не знам како би живееле, а лошите нека служат за лош пример. Благодарам. Ви благодарам, добри луѓе. На крајот можеме аплауз. На крајот можеме аплауз, иако рековме дека уа повеќе храбри, а? Можеме аплауз. Добро. Значи, на крајот имам подароци за вас, нашите драги пријатели, генералниот спонзор Меркур, можете да проверите таму што има за вас. Ако фале даска, имаат и даски. За сите, да. Уште еден сет ножеви, ако донесам. Ова ќе биде за сопругата, за претрпен стрес. Така? Да и се извини. Треба ништо да добие, така да. Не, имаме овдека и витамини, минерали, има и магнезиум за смирување на нерви. Тоа јас се ќе за така. Фала. Ето така. На сите благодарам. Значи, Ова ќе беше подарок за тој што треба тој што не се јави. ќе беше. И јас мислам дека од оваа емисија да си се преиспитате кои ви се луѓето од добри. Јас дефинитивно, ја веќе се приспитав. Следен пат кажуваше предизвикото телефонот бару кола да го оставиме. Значи овде имам паста за чистење, нова е на македонскиот пазар, значи чисти се, сега ќе проверите вие дали чисти и лоши пријатели, и лоши луѓе, ќе си проверите тоа, да знаете. Значи овде имам исто подароци, ова е еден балсам, сигурно ќе ти се најде тебе како спортист, значи за истегнати, за воспалени мускули, исто така имам уште еден терапевски производ, значи за намалено либидо кај мажи. Ова е Hyperman, слоганот е не се спушта, да знаете. Зашто те гледам, не знам, значи сварно. Сите тие подароци ќе ги добиете и на крајот секако да им се заблагодарам на Вега, значи Вега е тука за мојата насмевка, секако може и за вашата, проверете на vega.mk. Ви благодарам уште еднаш, не забравяйте да не гледате на YouTube, на Facebook, на Instagram, на TikTok да не следите и не забравяйте секоја недела нешто конкретно на Телма од 17. Ве поздравувам!